Благодарам, председателе. Почитувани колеги и пратеници, почитуван мандатар, почитувани кандидати за идни министри, почитувани представници на медиумите. Пред крај сме на дводневната дебата, онака како што е предвидено или онака како што предвидуваат процедурите во собранието кога се избира нова влада. Логично е дека на крајот треба да се изврши сублимирање на дискусиите, да констатираат работите пред да се донесе одлуката за гласање. Иако мојата цел не е, ниту имам намера, ниту сакам да анализирам говори, реплики или контрареплики, сепак мора да констатирам дека и во овие 2 дена, со чест на исклучоци, доминантен е така наречениот политички фолклор. Она што е во дебатата, она што на вистина би требало да значи собраниска дебата, посебно за ваква точка на дневен ред, посебно за избор на влада, тоа би требало да биде суштина, аргументи, факти, тези, контратези, врз основа на кои стварно на крајот на денот треба да донесеме одлука. Ниту во минатото сум очекувал, ниту денес очекувам дека целосно или делумно ќе се согласи. Можеме да имаме и целосно различни мислења, но по определени прашања се претера со политичкиот фолклор. Тотален политички фолклор. За мене, почитувана професорке, политички фолклор е кога некој го оценува политичкиот легитимитет на мандатарот Ковачевски да ја води владата затоа што не е излегол на избори. Или политички фолклор е дека победата на локални избори треба да предизвика парламентарни избори. Тоа го нема никаде во светот. Тоа што во збора може да реплицирате. И во таква дебата на ист начин можам да се вклучам и јас. По таква метната логика или голема логика, во уште поголеми наводници, можам да кажам дека барањето на опозицијата за брзи избори е затоа што за кратко време ќе се види неспособноста на градоначалниците да ги испорачаат предизборните ветувања како, например, градоначалничката во Скопје, за која, освен плачење, жалење, префрлање на вина за секое прашање, или пак дека и паднала паричката за бадник, ништо друго не сме виделе. Работа нула, резултати минус нула. Или пак да продолжам на истиот начин. Бидејќи се врзуваат локалните избори со избор на влада, па сите тоа што го зборуваат, можам легитимно по таа голема логика со уште поголеми наводници да прашам, па што седите во овие пратенички клупи? Па нека дојдат градоначалниците, нека дојдат советниците, па тие нека носат закони и на крајот на денот тие нека избираат влада. Ама, почитувана колешке професорка, од тоа од вас најмалку го очекував. Вакви примери имаме и во Италија. Јас спомнувам професорката и знам дека реакцијата е голема затоа што во претходните години ги спомнувало и Шведска, и Финска, и Данска, еве можете да видите и Австрија. Никаде, никогаш не се случило. И видите, вака на овој начин, со овој политички фолклор, можам да продолжам понатака. И знаете дека можам да видам и многу
ама сакам да застанам и да зборуваме за факти и за аргументи. Факт е, според Уставот и според законите, и кај нас, и секаде во светот, дека на локални избори се избираат градоначалници, на парламентарни се избираат пратеници. И кога сме кај фактите, факт е дека како пратеници сме избрани во 2020 година и имаме мандат од 4 години. Факт е дека како резултат на јасно изразената волја на граѓаните формирано е ново, стабилно парламентарно мнозинство и факт е дека тоа мнозинство вечерва ќе изгласа нова влада. Толку околу ова прашање во врска со легитимитетот и во врска со предвремени парламентарни избори. Почитуван мандатар, иден премиер, почитувани идни министри, пораката на граѓаните, на сите ни е јасна. Граѓаните јасно кажуваат дека мора побрзо, дека мора побрзо, дека мора подобро, дека може и мора поефикасно да се испорачуваат резултатите, мерките и решенијата во сите области без исклучок. Посебно во вакви околности кога цел свет и ние се соочуваме со економски последици од корона кризата, но и во ек на европската енергетска криза, со електричната енергија и со природниот газ, која не прескокнува нас како земја која е увозно зависна, и се согласувам со тоа што е напишано во програмата и цврсто верувам во остварување на истото, а тоа е фокусот да биде ставен на заштита на животниот стандард на граѓаните. Прво, преку планираниот интервентен фонд за поддршка на населението и стопанството, затоа што на тој начин единствено може да се ублажа негативните ефекти врз цените и да се спречи така наречениот непосакуван ценовен шок. Второ, преку поставувањето на клучните постулати, а тоа е економски раст, зголемување на платите и пензиите и намалување на невработеноста. Одржувањето на животниот стандард и куповната моќ на населението мора да се задржи и зголеми. За таа цел очекувам дека една од првите одлуки на новата влада да биде поддршка на пензионерите преку посебно зголемување на пензиите, а секако тоа да продолжи со подобрување на моделот за редовно усогласување на пензиите. Нашите сограѓани пензионери се вградиле во темелите на оваа држава, дале свој придонес во институциите, фирмите каде што работеле, и ова е една од работите за кои што брзо треба да излеземе во пресред во вакви тешки моменти. За платите, посебно за минималната плата, многу сме зборувале овде во ова собрание. Сме зборувале и сме барале како опозиција во минатото, но сме успеале како мнозинство и влада после добивањето на довербата. Во овие 4,5 години, иако многу не верува, иако многу не убедуваа во спротивното, иако велеа немој да ја зголемувате минималната плата затоа што многу вработени ќе останат без работа, сепак успеавме не само да не останат без работа, туку стапката на невработеност да се намалува. Успеавме со субвенционирање и со сите механизми кои секогаш стоеле на располагање. Успеавме минималната плата да ја зголемиме за повеќе од 6.000 денари, од 9.000 на 15.200 денари. Успеавме минималната плата да биде поголем процент во однос на просечната плата. Ако во минатото требеа 5 минимални плати за да се пополни синдикалната кошница, денес дојдовме до 2. Дали е тоа доволно и дали треба да се продолжи понатака? Да. И повикувам владата во соработка со синдикатите и во соработка со коморите да ја усогласи методологијата и очекувам минималната плата и во идни да продолжи да расте. Успеавме платите во сите сектори да ги зголемиме за 4 години, во некои сектори за дупло повеќе од колку што биле зголемени во претходните 11 години. Се приближуваме до 500 евра просечна плата
и затоа ја сметам како реална и остварлива проекцијата на крајот на мандатот просечната плата да достигне 34.000 денари. Во делот на енергијата и енергенците, на сите ни е јасно, на граѓаните им е јасно дека цената на енергенците не зависи од нас, дека се утврдуваат на светските берзи, дека на берзите се случуваат ситуации кои никој, не само кај нас, туку пошироко и во регионот, и во Европа не ги замислувал ниту како најцрни сценарија. Затоа го поздравувам и поддржувам продолжувањето со посилно на темпо на тоа што досегашната го правеше, со барање начини за зголемување на домашното производство на електрична енергија преку инвестиции во нови енергетски инфраструктурни проекти базирани на обновливи извори на енергија, но и преку моделот на јавно-приватно партнерство и законот за стратешки инвестиции, затоа што тоа е вистинскиот пат кон обезбедување на што поголема енергетска независност на нашата држава. Со стратешки инвестиции од над 1 милиарда евра во еколошки и обновливи извори на енергија, со конкретни имија на фирми и локации така натака, со активирање на сите расположливи капацитети на домашно производство, на среден и долг рок ќе значи заштита на стандардот на граѓаните од ценовни шокови. Нема да продолжам понатака за другите економски параметри, растот на бруто домашниот производ, проекциите и плановите, го спомнаа претходните говорници и очекувам нивно исполнување. Истото важи и за плановите за инфраструктурни проекти, независно дали станува збор од патната или железничката инфраструктура, но и за политиките во земјоделието. Во делот на борбата за корупцијата, борба која никогаш и никаде не завршува, сакам посебно да се осврнам на проблемите на граѓаните од секојдневниот живот. Не за големите или така наречените големи предмети, за случаите кои будат посебен интерес во јавност. Со целата внимателност да не биде погрешно сватено, да не биде сватено како некаков притисок врз судството, но појавата на различни аршини за исти предмети во различни општини, дека се носат различни одлуки, треба да ни го сврти нашето внимание. Ниту велам, ниту мислам дека сите судии се криминогени, но и претходно сум спомнувал на оваа говорница. Неколку круши во гајбата, на крајот на денот може да ја расипат целата гајба. Истото важи и за администрацијата. Водењето приватни бизниси во работно време, недавањето на времена услуга на граѓаните и бизнисите се лош печат и тоа мора да се промени. Нека работаат каде сака, нека работаат во приватниот сектор, на нивно место има во оваа држава луѓе кои сакаат, кои умеат, кои можат да ја преземат одговорноста за која земаат плата од граѓаните и од фирмите на оваа држава. Иако не очекував, во последниот период се отвори пак истата тема, се отвори исто прашање кое е едно од ретките, а може би и единствено, за кое сите пратеници сме имале и став. Сите заедно, едногласно сме поддржале иста декларација. Тоа е прашањето со нашиот источен сосед Република Бугарија. Затоа уште еднаш сакам да повторам. Декларацијата, единствениот патоказ по кој се движат и ќе се движат преговорите со Република Бугарија. Може би е лошо историчарите да се занимаваат со политика. Уште полошо е политичарите да се занимаваат со историја. Но како и да е, никој не смее и никој нема да преговара за идентитетот на македонскиот народ и за историски и научно потврдената специфичност и уникатност на македонскиот јазик. Македонската национална засебност, идентитетот не се само на владата или само на опозицијата. Туку тие се на секој наш граѓанин, но и на нашите предци и на нашите наследници. Нашата стратешка цел е Европската Унија и тоа ќе го постигнеме. На крајот ќе победат граѓаните на двете земји. Ќе победат и македонските и бугарските граѓани
и ќе покажат дека се повеќе се заинтересирани за економија, за културни, за образовни и младински размени, за инфраструктура која поврзува и на сите работи, сите други работи кои не обединуваат и кои не делат. Да завршам, бидејќи поминува времето. Почитуван мандатар, ја има држката на мнозинството пратеници и да знаете дека ќе следиме работата и во следниот, вашата работа и во следниот период. Нека ви е со среќа вас, Бојан нека ни е со среќа на нас сите Стојановски, пратеници, реплика. нека им биде со среќа на сите наши граѓани. Благодарам.